Замислете бе, бугарите одели и молеле низ Брисел да се одложи гласањето во Европскиот парламент. Значи за прв пат Бугарија не доби нешто во Европската унија од позиција на сила, туку од позиција на немоќ. Тоа е многу важно, затоа што според ова расправата и гласањето на извештајот во Европскиот парламент не се одложени зашто Бугарија има сила или мнозинство нешто драстично да смени, туку го добила ова како ситна услуга. Ова е доказ дека македонската дипломатија успеа да и постави одлична замка на Бугарија. Ако извештајот помине, тоа ќе биде за прв пат во историјата, во еден документ на едно толку високо тело на Европската унија како Европскиот парламент, да се зацементираат македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Ако помине со амандманите на Бугарија или пак ако воопшто не биде усвоен, тоа ќе биде директен доказ дека проблемот на Македонија со Бугарија нема никаква врска со некакви си европски вредности, права на она минијатурно бугарско малцинство во Македонија или со промената на уставот. Туку едноставно станува збор за негирање на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. А тоа може да представува огромен проблем за Софија, затоа што сите аргументи кои ги користеа досега за да ги оправдаат глупите уцени за некакви си добрососедски односи и малцински права паѓаат во вода. И токму затоа еврокомесарите и подпредседател на Европскиот совет повикаа на нови директни преговори меѓу Македонија и Бугарија. Затоа реков, не е важно дали ќе помине или не извештајот ваков. Каков што е, Македонија извојува огромна дипломатска победа. И не џабе бугарите се во паника. Им остана само да се повикуваат на фамозниот договор од 2022 година, односно францускиот предлог, кој пак нас околу врат ни го врзаа Заев, Ковачевски и Османи. Тоа што е важно сега е да не се попушти. Владата не смее ни подразно да дозволи бугарите да ја разводнат ситуацијата и да добијат на време. Треба да продолжи притисокот од наша страна, да се седне на заедничка маса, не со Брисел, туку со Софија и да се постигне нов консензус кој нема да задира врз нашиот идентитет и јазик. Ако не сакаат бугарите, нивни проблем. Важно цел свет виде за што се работи, а тоа е дека нивното вето нема врска со европски принципи.